Ветуваа транспарентност и слобода кон медиумите, седнаа во удобните фотели, заборавија на почитта кон седмата сила. Иронија, подсмев, дрскост, нервозни одговори, игнорирање на медиуми. Вака може да се опише односот кон новинарите во 7-годишното владење на СДСМ и ДУИ. Се сменија тројца премиери, дел од министрите, но темпераментот остана ист. Прв почна Зоран Заев, кој во 2015 година дел од националните телевизии ги прогласи за непријатели на социјалдемократите. Поголем политички непријател за нас како опозиција се медиумите, како што се Сител, Канал 5, Алфа телевизија, Дневник и Македонската радиотелевизија. Заев не успеа да скрие дека болна точка му е Алфа телевизија, единствениот медиум кој е критички настроен и покрај сите притисоци од власта. Тој никогаш не прифати да гостува во Алфа телевизија. Имаше моменти кога дрско одбиваше, па дури и прејудицираше дека телевизијата била под некаква истрага, иако во тоа време ниту нашиот медиум, ниту институциите нема информации за предистрага или истрага. Не ја прифаќаме на Алфа телевизија. Ке видите зошто. Посебно во момент каде што според мене се прави сериозна истрага. Имаше и една скандалозна изјава што ретко кој ја заборавил. Неколку криминалци, еден суетен новинар и да ме извини ЛГБТ заедницата, еден педер. Неговиот пример го следеше и Димитар Ковачевски. Етикетираше медиуми и смејуваше новинарски прашања, а веднаш откако му заврши мандатот во политичката влада, рече дека медиумите ефтино се продале како биткоини. МТВ всушност само не подсетува како изгледаа медиумите до 2016 година. И самите се продале. Они уште сега се продаваат. Пошто вика биткоин се купува кој е најефтин. За газ да немате прашање или вие немате толку знаење? За газ? За снабдување со газ немате толку. Во државата има медиум, чија што уредувачка политика повеќе наликува на уредувачка политика на компанија која што тргува со енергенси. Алфа, а во поново време и Телма, дефинитивно им се трн во око и на интегративците. Али Ахмети јавно ги прогласи за непријатели на албанците во државава. Алфа, Телма, Мелма, Чајонг, Алфа. И односот на министрите не е нешто поразличен. Некој се меша во работата на уредниците, друг нема енергија за губење, трет бега додека се поставува прашањето. Мислам дека секој ден треба да одговараме на исти прашања. Ја не треба да стојам на вакво прашање. Се знаат вашите етикети и вашите намери, меѓутоа има и други медиуми кои што се заинтересирани. Немам коментар. Може ли да ни кажете какви се нашите етикети и намери? Немам потреба да губам енергија. Би сакала да разговарам и со сопственикот на вашата телевизија, ама не го знам кој е. Ветувањата за почит кон медиумите останаа неостварени, бидејќи очигледно на политичарите главни адути во одбраната им се иронијата и подсмевот.